Почитувани земјоделски производители, почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на Агроспектар, вашата емисија која што редовно се подготвува за ваша едукација и информација. Тоа ќе го направиме впрочем и во ова издание на Агроспектар. Ќе ги обработиме сите значајни теми кои што се за ваше информирање, меѓутоа секако и за едукација. Ќе го согледаме времето, временските услови и развојот на земјоделските култури, болестите и штетниците во овој период. Исто така ќе анализираме состојбата во аграрот во овој период, активностите на терен. Меѓутоа во темата на Агроспектар во ова издание ќе говориме и за искористеноста на ресурсот аграр во Република Македонија. Затоа бидете со нас, започнуваме веднаш. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Добро ни дојдовте, професор. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Почнуваме со времето, меѓутоа може би е досадно тоа што го кажуваме постојано, меѓутоа состојбата е таква. Променливо време, попладне порои, потопи, преку ден сончево, високи температури, наутро ладно, навечер свежо. Во каква кондиција се земјоделските култури со оглед на тоа дека имаме голема турбуленција како на температурата, така и на оние климатски услови во поглед на влага, во поглед на влажност и чести промени? Верувајте во тоа, бидејќи гледаноста на емисијата на КТВ телевизија е доста големо, онаа следливост и оној прв прилог секогаш кога го даваме за времето, со оние вистински состојби е фактичка состојба која луѓето велат тоа треба да го ние пратиме и спроведуваме. И тоа е една убава работа каде што ние скоро секоја недела имаме онаа следливост на времето која е многу значајна за добивање на квалитетно производство, за добивање на здраво производство, за смалување на потрошувачка на пестициди, ѓубрива и така натаму. Сето тоа го предизвикува факторот време. И затоа ние секогаш одиме со прилогот и освртот за времето како еден од најзначајните фактори. Ние сме денес со 19-тиот ден, значи неделат неколку дена од званичниот почеток на летото. Меѓутоа веќе градоносниот период е почнат. Градоносниот период е почнат и сега ние ќе имаме скоро 15 до 20 дена при овој пеколен дневен период каде што во попладневните часови се јавуваат ладни струјења. Тоа е една од најголемите можности за град. А градот, посебно за лозарите, во овој период, кога е веќе оплоден гроздот, кога тој расте, градот сега е најмалку потребен. Сега ни е потребен убав дожд. Вчера имавме град во Македонски Брод, пороен дожд во Скопско, во Велешко и така натаму. Тоа е еден нов симптом на тоа тектонско пореметување, ние кој го збориме секогаш, а тоа значи дека во Република Македонија, бидејќи сме сепак мала држава, наместо еден убав опфат на убав дожд, ние имаме веќе локални врнежи со пораен карактер и со силно невреме и град. Тоа во Струмичко, јас да ви кажам, ние диаметрот на Струмичко знаеме како најголем производен регион. Пред 2-3 недели Пиперево, Василево го однесе град. Во Струмица, кој е само неполни километар-два од градот, немаше капка дожд. Пред тоа, Колешино и Габрово таму. Тоа се села кои се производни, добри села. И кај нив, фати облак, градот уништи се. А на само километар до нив, Струмица и други села, нема ништо. Значи, тоа тектонско пореметување ќе следи и ќе продолжи, тоа што го рековте е фактичка состојба дека во текот на вчерашниот ден се појави облак и каде таму во Скопско, Велешко, Македонски Брод, облак со град и така натаму. Тоа веќе ќе биде една сосема редовна работа. И јас уште велам
дека не е завршено, иако сме 2-3 дена до почетокот на летото, а летото кај нас знаеше да биде квалитетно, со високи температури, со добро зреење на сите оние овошни култури, градинарски култури и така натаму. Каква е хидроложката состојба? Има ли влага во почвата, бидејќи често приврнуваше, може ли да се каже дека има некаква влага? Да ви кажам, за тоа имам точно фактичка состојба. Имаме видно подобрување на хидроложката состојба. Но тоа е од локален карактер. Повеќе од акумулациите, еве земајки ја Турија и струмичките акумулации, во тој дел кога имаше еден таков интензивен чинна појава на врнежи, зголемено е нивото. Но се уште фали во почвата, како во полскиот воден капацитет, во релативната влажност на воздухот, правата количина на вода, бидејќи недостатокот беше голем и сега влеговме во еден период каде што дневните температури доаѓаат и над 35 степени Целзиусови. Сега за житата ќе видите, таму кај што немаше дожд, ќе имаме големи подбацувања на приноси. Зошто? Затоа што многу поголема е помала е релативната влажност на воздухот, која треба да го одржува житото, од можностите на коренот да влече влага, а влага не постои. И со тоа нешто, и тој опсег што го направив во текот на оваа недела, Република Македонија, не случајно времето, реков го обсервираме како прво, времето причини катастрофални штети кои нашите политиканти се уште не го препознаваат тоа. Тие зборат за пруги од 200 километра, ние за месец-два ќе имаме голема криза од храна во Република Македонија. Бидејќи тоа што се случи по однос на кајсијата, по однос на праската, по однос на јапонското јаболко, на калинката, на црешата, на јаболкото во Пресванско, штетите се големи. И сега гледам не да постои некоја грижа како да се надокнади, да им се даде од тие фондови на луѓето да им се подпомогне, бидејќи сега во јуни, јули, август влегуваме во периодот на диференцијацијата на папките, родните папки, за наредната година. Треба да се преземаат мерките редовна заштита. А меѓутоа тоа чинија овоштарот нема да земе ништо. ништо. Нема капацитет, нема едноставно од 5 хектара кајсија вика не може да наберам една гајба за внучињата. Добро, и што доколку го остави насадот без третирање со заштита? Па, ако врне дожд или ако има било каква друга можност за појава, ќе се јават монилијата, ќе се јават болестите, ќе се јават многу чинители и штетни инсекти кои ќе предизвикаат за наредната година голема катастрофа од приносот. И доколку не се наводни сега во овој период, диференцијацијата нема да биде, родот нема да биде како што треба следната година. Меѓутоа и наводнувањето чини пари. А наводнувањето чини пара, водата ја нема, или она најголема трагедија во Македонија што јас сега се зборам и сум прифатен од многу експерти што разбираат од хидрологијата, велат професоре, треба култура и дисциплина во рационално користење на водата. Да, меѓутоа земјоделците мора да признаеме понекогаш знаат и да ја расфрлаат и така се помалку. Не понекогаш, секогаш. Водата. Затоа се спроведува системот капка по капка. Да се што порационално користи водата. Затоа се спроведуваат други работи. Се испушта водата во бразди, оштетување на полски патишта, оставање по ден-два водата слободно да се движи низ насадот, па тука се прават штети. Прават собствени бушотини, тоа е прекршок, за да имаат секогаш вода и да не ја користат рација, да не ја контролираат. Сето тоа е она што го чини земјоделието
земјоделското безредие. Може ли да бидеме задоволни од тоа колку градинарски култури оваа година ќе произведе македонскиот земјоделец или се уште сме далеку и се уште опаѓа бројот на производители во градинарството? Бидејќи од друга страна добиваме податоци дека аграрот веќе е стабилен, дека се зголемува бројот на земјоделци, дека младите се враќаат на нивите, дека државата дава сериозна поддршка, дека државата е сојузник на земјоделците. Има ли некаква вистина во тоа? Јас ќе ви ја кажам вистината од теренот. Вистината со статистички податоци е дека Република Македонија од осамостојувањето на аграрот од стратешки аспект воопшто не му придава никакво значење. Втор и значаен најголем пех за државата, што сите го игнорираат, омаловажуваат и воопшто не дискутираат дека е тоа вистинскиот проблем. Нечестната приватизација која се направи за земјата не падна во рацете на правите производители, него во бизнисмените и оние дилери кои манипулираат со државата. Тоа сум јас сведок. И што е најтрагично, за земјоделието од осамостојувањето не се изгради една трајна стратегија да младиот човек каже јас ќе останам на своето огниште, татко ми има 40 хектари површина, ќе одгледувам тоа и да се избори за тоа да тој биде производител на храна. Верувајте, ако ние дававме статистички 1,2 милиона за увоз на храна, сега септември, октомври кога ќе дојде, сега почнаа да гледат. Сега имаме една оптичка варка, бидејќи сега имаме производство, ама скоро секоја земјоделска фамилија во дворот си одгледува по некој или граѓанин си одгледува некој свое производство за своја душа. Ке дојде периодот кога земјоделско производство ние на пазарот нема да имаме. Тоа бидете сигурни. Ке имаме од увоз. И ќе мора да се одделат 2 милиарди за увоз на храна. Бидејќи ние сме свесни, јас гледам го тоа задолжување до сега. Внучињата текстот ќе се родат, ќе се задолжени. Со тие нови два, и унгарскиот и новиот кредит. Тоа е, пази, наместо да се обрнеме кон себе, ресурсите кои Република Македонија ги има да ги искористи, ние одиме на странска инвестиција, ако може да дојде, некој да испере пари, одиме на, еве сега, со 6 милиарди ние ќе ги направиме шините, а производството на храна е Мислам на именка што ќе почека, а не се свесни дека храната е базата, основата за обстојба. Ќе продолжиме. Селото е базата за обстојба на државата. Ние имаме села кои можат да бидат добри производители на храна, немаат никаква инфраструктура. Сега, ако дојде гласање, ќе почнат да идат Тогаш се интересни интересни за жителите во гласање село. и тие работи. А ќе говориме за неискористеноста или искористеноста на аграрот, меѓутоа уште едно прашање, во каква здравствена кондиција е виновата лоза? Дали се пропушти некој момент, дали веќе имаме развој на пепелница пламенец? Тоа е многу интересно прашање и најважно за тој момент. Оплодувањето заврши. Мудрите земјоделски производители кои ја почитуваат струката и науката, навремено пред цветањето што беа испрскале, по цветањето одна прскање, бидејќи имаше некои врнежи тука, значи имаат квалитетна заштита и економски оправдана. Одредени луѓе, што јас ги оправдам бидејќи финансиски се немокни, гледат едно прскање да заштедам. Наместо со 3 бренери, со 2 ќе одам. Наместо со
се знае виновата лоза кога е во цел пораст испод 1800 до 1000 литри по хектар површина, не може да се замисли квалитетна заштита. Се друго е претрачување. Се друго е претрачување. Па преку ред отишол, па по 2 брена раставил, па и велам ке имаш пепелница. И сега во моментот, бидејќи имаме температури на 35 степени, на отворено се и повеќе. Фикомицетните габи, како што е пламеницата, таа нема услови, значи ова година имаме многу слаба појава на пламеница. Но пепелницата при така спарно време, топло време, може да предизвика за многу кратко време големи штети на големи површини. На големи површини, посебно на оние ниски места, каде што за кратко време ќе го видиш гроздот целосно побелел. Затоа, почитување на струката и одредување на правите моменти на третирање. И правите дози. Компатибилна комбинација и количина на раствор по хектар површина се критериуми кои производителот не може да манипулира. Голем дел од нив, имам 2 хектара со две прскачки од по 300 литра ги поминувам. А има одрена 20 години. И кога одам таму развој голем, јас велам тоа да претрчаш, нема да има ефект. Затоа, количината на раствор со активната материја на препаратите да се почитува, ќе имаме ефекти. Оти производителот знае, овој препарат не ми даде резултати. А не тој да се земе што тој направил, значи не запазил концентрацијата, не запазил количината на раствор по хектар површина и во непогодно време може да прскал. Или дој го фатил, или тоа, па не повторил и така натаму. Сите тие фактори пожелно е секој земјоделски производител, посебно за лозарите. Нашиот телефон е сегош отворен. Без никакви надокнади да дадеме придонес како секоја лозарска фамилија да добие квалитетно производство и како да има задоволство од сето тоа што вложува и сето тоа што добива. Сега во последните прскања, неминовно е да се оди со еден, бидејќи таква е годината специфична, да се оди со оние стимулатори за зголемување на шекерни единици во самиот грозд. Такви средства постојат со одредена концентрација, со одредена компатибилност и со и против пепелницата и пламеницата, и морам да кажам, мора внимание малку повеќе да се удари на гроздовите молци. Некој првата генерација прескокнаа, некој втората веќе гледат сега. Да не чекаме да дојде третата генерација од гроздов молец, кога пораните сорти почнат да зреат, професоре, гледам, имам молец во гроздот. А третата генерација им дојде, значи тоа е експанзија во пошироки размери. И тешко може да се контролира. И потешко се контролира и уништува. Затоа, сепак, за Република Македонија најголемиот недостаток, непочитување на образованието и науката и уште помалото нејзино аплицирање во производството. Ние наред или по хиерархиски ред во Скопје институции имаме повеќе од Америка. Науката е заменета со политиката, се аплицира политика во земјоделството наместо наука и токму тоа е најава и на темата за која што ќе говориме, искористеноста на ресурсот аграр во Република Македонија. Професор Двучков подготви прилог на терен да видиме колку е искористен нашиот аграр. Пред тоа само да кажам уште една реченица. Овој прилог сега што ќе го видиме врз чисто реални основи. Секоја, бидејќи рековме во нашата емисија нема политика, него фактичка состојба како да имаме парче земја која ќе има производ за европскиот пазар. Секоја гарнитура од политики што треба да се одма анулираат сите, бидејќи сега повеќе се збори
80% се збори за политика, отколку за храна кај човек. Или за здравствената состојба на Значи, населението. Ние, ресурсите што ги имаме, дали имаат розови наочари, не знам, но сите од осамостојувањето, единствено Киро Глигоров рече, аграрот е се што има Република Македонија. Ако посвети внимание на аграрот, ќе имаме добар, економски оправдан и солиден живот во државата. Од тогаш, колку власти се менеа, Да, глава боли, и земјоделството ние пропаѓа. буквално аграрот го едноставно не го почитуваме, а уште помалку тоа што Господ ни дадел 274 светлосни дена. Господ ни дал тип на почва, ние во Струмица викаме од ламба шише да ставеш, ке роди. И ние тоа го користиме за градоначалникот со индустријски зони на таа површина што треба да раѓа за генерациите, направил фабрика за паломи, направил механичка работилница, направил откупен пункт, на првокласна земја. Кој од мајка роден тоа го дозволил и подписал? Тука треба одговорност. Да го за погледнеме- да видиме зошто е уништена државата со плодното земјиште кое треба да раѓа и да ствара храна за европскиот пазар, тогаш Европа сама ќе не повика, а не ние да се молиме и да не оценуваат бугарите или грците. Тоа Да е го трагедија. погледнеме прилогот токму на оваа тема. Ние во овие наши емисии секогаш одиме со одредени стручни теми, практични теми, изворни теми кои се од теренот, со наши сугестии и смерници кои се итекако значајни како да земјоделскиот производител стекне одреден квантум на знаење, а со единствена цел биде квалитетен европски производител на храна. Тоа е наша желба, со таквите нешта ќе продолжиме, бидејќи на вистина аграрот за нас од стручната фела, јас од стручно практичен аспект ја гледам, токму аграрот е ресурсот кој може на Република Македонија исклучиво да им го даде она што сите го сакаме. А тоа е да имаме стандард по глава по жител што задоволува. И, што е најважното, она трагедија во последните 10 години, па и повеќе, од осамостојувањето. Млади, квалитетни кадри, работна сила и така натаму, ја напуштија Македонија. Зошто? Затоа што организираноста која беше во бивша Југославија беше една работа. А по осамостојувањето, наместо посветување на она што господинот Киро Глигоров, кога се врати од Белград, дословно на еден скуп на, точно на стратешки стручни кадри, рече, аграрот е се што имаме. Ако му придадаме значење, ние ќе бидеме земја со стандард подобра од Луксембург по глава по жител. А Луксембург важи за една од земите која има навистина висок стандард. Тоа не е џабе кажано. Човекот е економист, човекот ја гледа стратегијата и важи за човек кој има визија по однос тоа парче земја, сега самостално да очврсти и има собствена квалитетна производствена храна. А не најновите податици се трагични, колку милиони евра ние даваме за увоз на храна. А од друга страна, ресурсот аграр,
што е и тема на денешниот ден, гледаме нели колку е искористен ресурсот аграр во Република Македонија. Тоа имаме добри стопанственици ние. Тоа сите го добро знаеме, дека ресурсот аграр од осамостојувањето на Република Македонија требаше да биде приоритет број 1, како ние, како парче земја, бидеме атрактивни за европскиот пазар. Со многу големи можности. Зошто ги изборам овие работи големи можности во мала држава? Затоа што оние 40 години мои поминати во аграрот, со следливост од многу адути или аргументи, не можам а да не кажам дека сме многу назад по однос на тоа што треба да бидеме и каде треба да бидеме. Зошто го збориме тоа? Свесни сме сите на 270 таа реалност. Имаме повеќе од 270 светлосни денови. Што значи сончевиот зрак за производство на храна? Тоа еден холанѓанец може да го сонува. Тоа еден германец, французин и така натаму, кои се горе на северниот дел, може да го сонуваат. А ние сонуваме за нивните остварувања. Холандија е производител на семенски материјали со подморска висина и со, еве сега во овие периоди, во месецот 2 или 3 дена немаат сонце. А ние имаме секој целодневни сончеви периоди со еден медитерански чин на клима што заслужува внимание. Дали го користиме? Како го користиме? Дали го препознаваме тоа? Тоа се вистините кои ние мораме еден ден да ги предочиме, да ги ставиме на тапет и да ги имплементираме во производниот процес. Освен тие 270 светлосни денови, ние во производните региони, верувајте, имаме типови почва, што лично јас, како македонец, бидејќи сум во аграрот, едно Баландово, една Струмица, едно Кавадарци, значи, сите региони си имаат специфики, што перспективно ќе збориме и за регионализацијата на Република Македонија по тип на почва, по климатски услови и по можности. Морам да кажам дека имаме типови на почва фантастични за било какво производство. Значи, сончевите денови, почвата. Водата ја имаме уште, иако сме тотално нерационални во користењето на водата. Нерационални во почитување на почвата со тие трансформации од земјоделско во градочно земјиште. А тоа нешто ќе го елаборираме во една од наредните емисии. Сите тие аргументи водат кон тоа дека имаме, значи, светлосни денови какви што треба, имаме вода што може други да ја посакат, имаме овај тип на почва квалитетна и го имаме трудолюбивиот земјоделски производител. А што уште треба? За да се оваа крилатица, ресурс во аграрот, да биде искористен максимално. Значи,
ни треба еден необходив чин на преслушување од кога сме осамосталени, да размислиме и да бараме каде е причината за таквата состојба во тој наш аграр. Прво, тој процент на искористеност на ресурсот аграр, докажано од експерти, од економисти, агроекономисти, дека е минимално искористен. Ерозиите кои се прават по однос на трансформирање на плодното земјиште во градежно, тоа е трагедија за Република Македонија. И тука имаме навистина рушење на онаа основа дека аграрот треба да има сосема друга смерница по однос на чување на плодното земјиште. Она што се случува за искористување на ресурсот во плодните површини, се јавија групации кои со рудните квази стручњаци од многу земји од светот, 23-24 концесии дават за рудни богатства, кои Македонија ги има, и ќе биде рударска земја. И трагедијата да биде поголема од потезот од Гевгелија до Берово 23-24 концесии да се копа руда и Македонија да биде богата. Буквално во Република Македонија тоа е јадрото, не јадрото, тоа е оној суштински најплоден дел од Гевгелискиот дел кој ќе фатиме. Богданци, Валандово, Струмичкиот регион, Целдорадовиш, тука се стварат илјадници тони храна. И ние, без пардон, гледаме Казандол, гледаме Иловица и уште многу ќе гледаме покушаи како да се уништи тоа производство по одредени копови од некоја руда, која по копањето останува пустош, тој пустош после тоа ќе има страдање на генерациите кои доаѓаат зад нас. Значи, со еден збор, ние ресурсот аграр, наместо добро организирање и користење на тие аргументи, значи сончевиот адут, почвениот, водениот и трудолюбиот земјоделски производител, кој ни бега, оди во Швајцарија да работи исто градинарство, оде во Италија да бере истото грозје. А тука нема живот, нема екзистенција, нема стратегија, нема ништо. Каде е причината? И навистина за причините, за таквата состојба, има многу да се зборува. Но ние во овие емисии нема многу да збориме, затоа бидејќи малку фали да некој помисли дека имаме некои политички заднини или било какви други предрасуди. Нашите емисии, тоа е генерален договор со собственикот, немаат политички карактер. Значи, ресурсот аграр, агрономската струка сака да биде максимално искористен, да добиеме храна првокласна, по можност и органска или за европскиот пазар, каде што ќе бидеме атрактивни за таа работа. И јас во повеќе наврати го зборам тоа. Јас ќе бидам среќен кога Кавадаречкиот регион ќе биде најпознат
по тоа грози што се таму произведува, со таа шекерност, со таа конзистенција на месо, со сите предразуди и адути и сегашните технолошки и енолошки подобрувања, да ние на европскиот пазар добиеме првокласни вина и освојуваме златни медали. Па тоа е сатисфакција за Република Македонија. Зашто Република Македонија да не може да биде во сите сфери така и да биде со еден свој авторитет. Сега е пак некое подобрување со винариите што ги имаме. Иначе порано тоа беше чудо едно како сировината од тука одеше во Словенија. Словенците произведуваа вино и освојуваа златни медали со наша сировина. Има уште некои компании во Македонија кои уште немаат своје пакување, туку даваат рефуз, го даваат виното да другите го користаат она што Господ ни го дал и те како добро. Но сето тоа што јас го зборам, го имам тој процентуален чин и знам дека процентот на искористеноста на нашиот ресурс во агрот што го имаме е минимален. Неорганизиран, чак и разочарувачки со оние брзи, како да ги кажам, трговски манири, со хиперпродукција на производи, обезвреднување или омаловажување на цената на производите. Сите тие адути, неквалитетно производство, неунифицирано, неамбалажирано како што треба. Ред работи ни се нафрлат само да се обезвредни трудот на земјоделскиот производител и да се излезе тука дали на српскиот или на бугарскиот пазар или албанскиот и тоа е еден дострел. А не унифицирано производство кое на Глобтраде во Минхен ќе рефлектира со квалитативните аспекти. Што се случи со кавадаречкото вино. Зашто да не се случи со јапонското јаболко кое во Швајцарија важи како една важна извозна работа, бидејќи Валандовскиот регион произведува од 3 до 4.000 тони квалитетно јапонско јаболко, кое за европскиот пазар ќе биде хит. И наместо ние да го брендираме тој регион со јапонското јаболко, со калинката, со смоквата и со актинидијата, ние без пардон, чак и неуспешен референдум имаше во Валандово да се отвори казандол. Абсурд на нашето време. Наместо брендирање на тој производ, никакви рудни богатства, мислам копови, никакви чуда, туку производство и негово проширување во сите локалитети. А таму рудното богатство и, што е уште потрагично, поединци од градоначалник, почнувајќи до председател на совет или кој, си зеле за право тие шупи за бараки за шиење кошули, фармерки и така натаму, на прво класа земјиште ги лоцираа и дадоа индустријска зона на првокласно земјиште во Валандово. И не само во Валандово. Тоа го има сегде. Не е помалку Струмица, не е помалку Кавадарци, не е помалку Тетовскиот регион, Свети Николскиот. Индустријска зона на првокласно земјиште. Тоа е абсурд на нашето време. И на вистина, таквото нешто, јас мислам дека ден порано ќе биде веќе препознаено и на еден начин коригирано, бидејќи плодното земјиште е богатство на државата која ствара храна за неа, па и за извоз. Што е важно и најважно во тој ресурс, зошто не е искористен?
земјоделието секој го рачуна како една гранка, ако нема што друго да работиш, оди во земјоделието. И трагедијата која е најголема, таа нивна честност е злоупотребена и инкорпорацијата на сите политики, тука не делам една, на сите политики инкорпорирани во стопанството, прават најголема компрометација и штета во стопанството, каде што се раслојува буквално народот. А таквото нешто, за да не биде, мора да се оди кон онаа суштина. А суштината е ресурсот аграр да претрпи хитна рехабилитација по однос на организирањето на аграрот, прво здружување, но вистинско здружување на земјоделските производители, бидејќи се тие разединети. Втор значаен дел, окрупнувањето на површините, кое нешто во последните години е така испрекинато и сецкано, каде што наместо еден крупен комплекс да се створи, се стварат ситни парцелки од кое аир и нема. И таа грижа кон земјоделските производители буквално ја нема. Земјоделскиот производител има изгубено довербата во таа држава. И вели дека никој не размислува на него, а тој ствара храна. Таквото нешто ден порано треба да се преиначи, а тоа во наредната емисија ние ќе имаме за стратегијата и стратешки развој, што е значаен, да се преиначи во однос на тоа да земјоделскиот производител ја врати довербата, да биде ценет и стожер и да биде во центарот на збивањата, бидејќи ствара храна, тек тогаш да произведува за познат купувач, а не произволно, тек тогаш ние може да поразмислиме дека и да очекуваме подобри денови за нашиот аграр. Сосема за крај, што ќе порачаме? Тоа моje видување нити е случајно, нити е тенденциозно, него е објективно. Значи, треба духовен тим на луѓе во Република Македонија, кои си ја сакат државата, кои не мислат на лични збогатувања, влезе во политиката и така натаму, него влезе да направи нешто за државата и народот да каже уште еден мандат ти ќе бидеш. Не треба друг да збори. Зошто? Ти имаш дела. Значи, со еден збор, ти искористување на тие ресурси за кои зборев, нивно средување, една целосна ревизија на површините за почви, за тие узурпации во земјоделието на голем дел површини, некои магати, значи, го користат земјиште од 2000 хектари, не плаќале ништо. Кои се тие? Со име и со презиме. Тука треба една целосна ревизија во земјоделието, што е тоа што вреди и да се посвети внимание за европскиот пазар, која култура што сакате. И тука ќе има производство веќе продадено, а тоа производителот го сака, бидејќи не знае сега во овој момент, тој размислува што да садам, дали ќе оди, дали нема да оди. Ја нема стратегијата. А стратегијата мисли на дали Каравари ќе ја напушти владата или нема да ја напушти. А ние не се осврнуваме на вистинските наши проблеми, а аграрот е носителот за кој верувам дека тој може да биде единствен носител за известна Македонија и за подобри денови на државата во иднина. Благодарам, професоре. Благодарам. Тука завршуваме со ова издание на Агроспектар. Почитувани, благодарам за времето и вниманието. Имајте секој добро.